Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова Телма амбуланта. Во денешната емисија ќе добиете појаснување што се може да ја наруши и оштети функцијата на бубрегот. Професор доктор Гоце Спасовски, специјалист интернист, субспецијалист нефролог во Универзитетската клиника за нефрологија, е гостинот во студиото на Телма. Добре ни дојдовте. Добар ден, почитувана водителка и секако вашите гледачи. Драго ми е што сум повторно со вас. Професоре, денеска ќе разјасниме ни за вистини или заблуди. Вие ќе ни кажете што е точно, а што не точно, тоа што јас денеска го издвоив како причина за нарушување на функцијата на бубрезите, и веднаш ќе започнеме со првиот телоп кој што гласи: долготрајното користење аналгетици може да ја наруши функцијата на бубрезите. Дали апчињата против болка може да направат некаков проблем со функцијата на бубрезите? За жал, да. Значи, луѓето што пијат такви лекови заради некои хронични болки во зглобовите, во мускулите, натаму заради хипертензија, главоболка и така натаму, имаат проблем со исталожување на фенацетинот, на дел од тие материи што се наоѓаат во нестероидните антиинфламатори, тие лекови за болка, и доаѓа до стварање на аналгезична нефропатија, кажуваме, со тек на време, значи подолго трајно, кога се конзумираат тие нестероидни антиинфламатори за болка, доаѓа до оштетување на самите тубули, на врвот на тубулите, кај што е исталожена таа материја, едноставно некротизира и се одљубува, наместо да биде конвексна, станува конкавна, таа кога ја гледаме на рентгенски претраги, и едноставно тука тубулот не функционира, можна е еритроцитурија, значи крв во урина, можно е да тубулот, секако реков дека помалку ќе има шанси да концентрира, а со тој и да го чисти бубрегот, таа детоксикација, и на крај можно е да имаме еден шринкинг, смалувачки проблем на самиот бубрег и генерално да ја смалува тој својата функција со една неравна бампи контура, што ја викаме. И тие се неколку холмарк главни знаци за таа аналгезична нефропатија, која што е доста добро документирана работа, ја знаеме денеска дека е така, и затоа ние преферираме за сите болки да не се прима симптоматска терапија како што е ова, туку би требало да се регулираат болките по можност со терапија која што ќе биде каузална, што ќе го излекува пациентот. А што е со лековите кои што ја симнуваат телесната температура, како што е парацетамолот или ибупрофенот, можат ли тие да направат проблем со бубрезите? Сите овие се во таа слична група на лекови, на антиинфламатори. Да. И аналгетици се и антиинфламаторни лекови, така да се она што го рековме за претходно би требало да важи и за оваа група на проблематика со спуштање на температура. Единствено што секако тоа не е хронична работа, вие немате секој ден температура, или можете да имате температура секој ден ако имате некое хематолошко заболување и дури да диагностицирате неколку месеци наназад, ќе кажете дека имате проблем, или некое хронично инфективно заболување, кое што исто така би требало да се диагностицира. Во двата случаи не е тоа лек на избор. Значи, ние грешиме кога не бараме соодветни вистински диагнози, туку едноставно ги занемаруваме проблемите. Ајде, ќе помине, ќе се напиеме еден алгин или парацетамол или ибупрофен и така натаму. А што е со лицата кои што редовно ги пијат поради мигренални болки или пак проблеми со зглобовите, треба ли редовно да прават контроли на бубрезите? Значи, реков едно преку сила во денот. Ако некој пие 2 или 3, апсолутно концентрацијата на тие лекови ќе биде поголема во серумот, спрема тоа поголема ќе биде и концентрацијата во урина, и на тој начин ќе дојде до тоа исталожување и потоа некроза на врвовите на тубулите, на папилите, што ги имаме во бубрегот, и на тој начин ќе дојде до оштетување на бубрегот. Значи, ништо од тие работи не треба да се пие во поголема доза од евентуално едно преку ден. А што е со оние кои што имаат ренални колики, камчиња во бубрезите, па примаат
интравенозно лекови против болка може да си направат проблем? Ова ме прашувате за лично искуство? Личното искуство мое. И тоа ќе биде една само дилема да се разреши. Еден ден, два или три. Не е проблем краткорочното примање. Значи краткорочно да, ден, два, три не е проблем. Меѓутоа е проблем ако пиете месеци или години. Апсолутно, тоа е проблем. Ајде да разрешиме и следната дилема, која што гласи функцијата на бубрезите ја оштетуваат и цигарите. Значи, пушењето цигари, знаеме дека е директно поврзано со кардиоваскуларните болести, но на каков начин влијаат на бубрезите? Па јас не можам да најдам некоја баш причинско-последична врска за цигарите, иако јас сум против таа работа. И дома, и било каде на работа. На сите им советувам колку можат да намалат. Никотинот персе ствара некоја зависност, ствара можеби поголема желба за кафе. Кафето од друга страна исто така може да прави некој талок и така натаму, ама не можам да кажам дека директна врска со цигарите можеме да добиеме било од што, дали проблеми со тубули, дали проблеми со гломерули. Ја најдов дека пушачите имаат повеќе протеини во урината. Значи, протеини е комплексна работа и треба да направи гломерулонефрит, значи воспаление бубрек на ситото да пропушта. Сега пушачи, ако е 2, 3, 5, 10 цигари, па и една кутија дневно, јас не сум сретнал. Генерално е проблем цигарите за крвните садови ги оштетуваат, а крвни садови знаете дека се и во самите гломерули. Тие се многу гломерули, кога зборам, тоа е едно клопче, сплет на крвни садови, многу малечки крвни садови, кои што функционираат како сито и се обвиткани со таа Боуманова чаура, ја кажуваме капсула, која што всушност ја зема урината која што ќе се изфилтрира низ крвните садови, низ нивните пори. Така да, ако во контекст на генерално васкулопатија, значи оштетување на крвните садови, ја имаме проблематиката со никотинот, односно со пушењето, тогаш апсолутно да. Во тој контекст, демек може да се најде ситуација да тие имаат некоја зголемена протеинурија, ама ако не е пациентот склон или ако не е со развиена болест имунолошка на гломерулите, не верувам дека тој ќе биде од некоја степен кој што може да загрози функцијата на бубрегот, затоа што другата ситуација е кога имаме повеќе од 0,3 грама на литар, што значи дека е макроалбуминурија, односно макропротеинурија, и тогаш имаме проблем затоа што самата протеинурија ги шири, ги оштетува порите на ситото и повеќе се влече течност, односно кога влегува во тубулите исто така осмотски влече од материите и едноставно нема таа функција на детоксикација, се губи тој модел на филтрација со зголемена концентрација против струен механизам во бубрегот и многу ситни, да не кажам, физиолошки работи кои што влијаат за функцијата на бубрегот да биде квалитетна. Во случајов може значи да има оштетување, ама не може да биде од степен која што би било како при гломерулопатиите, при воспаленијата на бубрек имунолошки. А како изгледа урината која што има протеини? Ако сте прочитале нешто, ајде кажете ми па да говориме во контекст. Дали е пенлива? Па ние имаме пенлива урина при некој хепатит. Тоа што сигурно го знаеме, кога имаме зголемени жолчни пигменти и бои кои што излегуваат. И може ако има зголемена излезност, односно пропустливост за протеини, ама повторно ќе кажам, таа не е од таков степен за да може да кажете маркантен знак е пенливоста на урината и вие во крајна линија пенлива урина можете да имате и кога долго време не сте отишле во помала нужда, а можете да имате и кога не земате доволно течност и ја држите по долго време таа урина во вашата уровезик, односно во мочното бабуле. Значи, пенливоста не е критериум според кој што треба се водиме дека имаме сериозен проблем со бубрезите. Да се релаксираат сите гледачи. Така. Точно ли дека пушачите почесто завршуваат на диализа
имаат потреба за трансплантација на бубрек? Пак ќе кажам, во контекст на генерално оштетување на крвните садови, а бубрегот има милион такви гломерули, кои што се во основа крвни садови, кои што се испреплетени, како што ви реков, и преку нив и се врши таа филтрација, да. Ама само во таков контекст. Не можам да кажам дека пушачите, само ако имаат пушење, а немаат хипертензија и немаат друга болест, дека тие никотинот 100% е состојба која што доведува до оштетување на бубрегот. Тоа мислам дека јас би сакал да е тоа така, за да можеме на сите да им кажеме да не пушат, меѓутоа за жал мислам дека би било преюдицирање, односно нешто што не може да го дообјасниме или да го аргументираме и секој би рекол немојте професоре така, не плашите без основ, без аргументација. Ајде сега да видиме дали следното тврдење е факт или пак заблуда. Вели, исхраната богата со шеќер може да ни предизвика проблеми со бубрезите. Директно ли влијаат шеќерите на бубрезите? Да, или пак... тоа да. Да, значи директно. Тоа да. Не преку дебелината или пак диабетесот што би го предизвикале како во последица од организмот нивниот има внес. хомеостаза и регулација на сите функции на организмот и не можеме да ги изделиме, да кажеме само едниот тип е или и само другиот тип е. Шеќерот, кога го има во вишок во крвта, едноставно тубулот прв, проксималниот, најгорниот тубул, која ќе излезе урината преку гломерулот и доаѓа нели до проксималниот тубул. И тој има за задача да реабсорбира голем процент, 80% од материите што ги има во тој проксимален тубул, па нели има Хенлеова петелка, па дистален краен тубул. Сите тие се потребни за со принцип на противструен механизам да можат да направат добра детоксикација, добро чистење, односно добра концентрација на урина. Да не излегува многу урина, да излегуваат повеќе материите што треба да ги чисти бубрегот. Сега, ако има над 10 милимоли на литар гликемија, значи шеќер во крвта, кога ќе излезе, ако е 13-14, тој ќе проксималниот тубул ќе реабсорбира само до 10 има опција, има можност да реабсорбира. Другите излегуваат и прават хипергликозурија, што значи шеќер во урина. Тоа е осмотска материја, шеќерот, и влече исто така течност. Затоа ти имаат полиурија, поголема количина. Често уринираат, и голема количина. Да, поголема количина е полиурија, полакизурија, односно фреквентно мокрење е тоа второто, што може да биде знак, меѓутоа не мора да биде знак. Ова е полиуријата како квантитет е многу битна компонента за проблем со диабетични бубрези. Сега втората компонента е дали самиот шеќер кога подолго време е покачен, дали тој ги оштетува ендотелните клетки на крвните садови? Апсолутно да, затоа што и самите крвни садови имаат малечки крвни садови кои што ги исхрануваат тие поголеми крвни садови. А тие малечки крвни садови се најпрво подложени на оштетување при шеќерна болест. А кои се мали крвни садови? Во ретината, во окото, во бубрезите, во овојниците на нервите, исто така, значи обвивките, исто така имаат крвни садови кои што ги исхрануваат тие овојници и тие неуропатија што велиме, исто така цревото има мускуларен слој кој што исто така треба да биде исхранет од мали крвни садови. И кога имаме ентеропатија, тоа значи дека се оштетени цревата затоа што немало доволна количина на исхрана, на крв за добар метаболизам и затоа има склерозација на цревата, па тие имаат намалена перисталтика, придвижување, намалена можност за реабсорбција, за абсорбција на хранливи материи и така натаму и полесно имаме нели еден диарален синдром. Така да проблемот е кога е подолго трајно постоење на висока количина на шеќер, на хипергликемија при диабетот, недоволно регулиран, апсолутно ги оштетува ендотелот и малите крвни садови, што ги исхрануваат крвните садови и другите органи и ткива и на тој начин доаѓа до оштетување на самото ткиво. Значи од внатре рековме и едно рековме со самото поминување на поголема количина низ филтерот, низ ситото, низ гломерулот, па потоа не може да се реабсорбира во
тој проксимален тубул, што исто така прави проблем на полиурија. Тие се двете заедно работи. Најдов едно истражување вели повеќе од два газирани пијалока во текот на денот може да предизвикаат да доведе до хронична бубрежна болест, значи треба да внимаваме и колку газирани пијалоци пиеме, нешто што ни е секојдневно задоволство. Да. И поготово Кока-кола. Бев во септември на еден конгрес, после долго време, кој што беше хибриден, нели? Меѓутоа јас бев отидов во Франкфурт и таму беше колега од Каролинска институт од Шведска. И тој имаше предавање, јас бев чермен, ја водев сесијата за прематур aging, значи предвремено старење. И еве како сега ми е слайдот што го прикажа круцијален во глава, што се компоненти за забрзано старење и кои се анти забрзано старење. Па сега забрзано старење секако рече дека е стресот, а понатаму несоодветна физичка активност, па нормално сега би додале хипертензија, хипергликемија и така натаму, и конзумација исто така на такви бевериджи, сладки, значи тоа беше пишано дека е така. Фастфудот исто така. А од другата страна, која што е за longevity, за пролонгирано подобро живење, би требало да биде, рече, кимчи, што не знам што е, мислам дека е некое јапонско растение, кое што ние за жал го немаме многу. Ферментирано, ако не се лажаме. Ете така. Брокула, значи кои што се многу битни за антиоксидативниот стрес да го покријат. Понатаму кофеин 2 до 3 дневно предлага, ама не веројатно од она што ние го пиеме турско кафе, меѓутоа како еспресо од тој контекст. Понатаму активност, апсолутно. Доволно земање на течности нормално. Розмарин. И така, тие се тие работи кои што беа кажани. Во контекстот на вашето прашање беше и неговото дека пиењето на сладки бевериджи, така не викаме на англиски, газирани, влијае на и црвено месо, да не заборавам. Значи, и конзумацијата на црвено месо апсолутно е против подобро преживување, да, долговечноста. А што е со вештачките засладувачи? Може тие да ја нарушат функцијата на бубрезите? Се почесто се применуваат, се избегнува обичниот шеќер. Сите што се бели продукти, како бела сол, како бело брашно, како бела маст и бел шекер, се проблематични за организмот во контекст на стварање на проблематика на хипергликемија, искористување на инсулин, обезноста, кој што исто така имам во масното ткиво многу рецептори, па повторно инсулинот на некој начин се ушмукува, се истоштува панкреасот и така натаму. И таа една дисрегулација која е перманентна, ако нон-стоп даваме, многу побрзо ќе дојде до оштетување на нашиот панкреас, а потоа и на крвните садови. Во претходното го кажавме на кој начин. Доаѓаме до солта, да го погледнеме следниот тело. Конзумирање премногу сол не е здраво за бубрезите. Знаеме дека солта во принцип штетно влијае врз многу функции на организмот, но и бубрезите се засегнати. Така е, така е. Кога се соли рибата, се соли за да остане нели свежа, да има доволна количина на влага, затоа што солта ја влече и водата. Сега, ако ние земаме сол, нормално, заради осмотска една равнотежа, бидејќи тоа е главен екстраклеточен јон, кој што исто влијае за таа осмотска равнотежа, ќе мора поголема количина на течност да влезе во крвните садови. Ако го имате во нашите крвни садови, ако се пример 5 километри, и битно е дали циркулира 5 литри крв, зависно нормално од тежината, големината на човекот, или ќе циркулираат 7 или 8. Нормално е ако е 8 литри циркулација, таа ќе притиска на крвните садови и ќе покачува крвен притисок. Тоа е едната компонента. Втората компонента е дека солта исто така влијае на бубрегот и кога излегува, таа зима повеќе полиурија прави,
за да ја излачи, нели, тој бубрек, таа сол, му е потребно да ја својата работа перпетуира, забрза и многу повеќе да работи. И едноставно, од една страна се оштетувањето директно на крвните садови, кај што исто така секогаш мораме да размислуваме дека бубрегот се состои од голем број на крвни садови, самите клопчиња, нефрони, гломерули. И второто е дека исто така и кога ќе се излачи таа во урината, влече вода, исто како и протеините на сличен начин делува и прави полиурија или прави задршка на течност, прави отоци, па повторно имаме проблем со кардиоваскуларниот апарат, поголемо оптеретување на срцето и сето тоа доведува, нели, до влошување на кардиоваскуларниот статус, а со тоа со голем дел е и бубрегот дел кој што контролира кардиоваскуларен статус. Колку сол би требало да внесе здрава личност и треба ли оние кои што имаат веќе оштетување на бубрегот да внимаваат на внесот на сол, односно да го редуцираат максимум што може? Значи, кога би требало да кажеме точно колку е, не може да каже никој баш прецизно за секој организам колку е. Меѓутоа, се вели врв на нож. Значи, и тоа е еден шпицаст нож, така? Тоа е број 1. Број 2, најбитна состојба е дали има хипертензија или не. Затоа што ви реков дека солта, која ќе влезе во крвотокот, автоматски повлекува и вода и уште повеќе го зголемува крвниот притисок. И повторно се оптеретуваат бубрезите затоа што мора да ја филтрира тој вишок на натриум, на сол. Така да во секој контекст е тоа проблематично и кој има притисок, кој има оштетување, апсолутно помалку треба да конзумира сол. Меѓутоа, што има друга проблематика и компонента која што мора секојаш да се внимава, кај што многу, да кажам, состојби кога се зема диуретик, кој што изфрла натриум, ја изфрла солта, и вие му кажувате на пациентот немојте да зимате сол, тој паѓа у хипонатремија, која што е апсолутно исто така несакана состојба, затоа што или ќе има хипотензија, па може да падне негде, ќе му падне притисокот, да, или едноставно ќе има хиперхидратација во мозокот, бидејќи таа хематоенцефална бариера многу поспоро се движат сите материи. Само водата се движи лесно. И сега кога останува хипернатремија во клетките во мозокот, нормално тие само упиваат вода. И тогаш е тој едем на мозок што го добиваме и кој е проблем исто така со дупло гледање, со гадење, со повраќање, со главоболка. Така да тие треба работи да се внимаваат. Значи, ако давате диуретици што го изфрлуваат натриумот, секогаш мора да размислувате, да им кажете на пациентите дека умерена количина. Што би значило умерена? Да не се досолува многу. Малку ако се касне од сирење и во храната колку е солта, толку би требало да биде, или малце туршија нормално во салата и така натаму. А што е со водата која што содржи натриум? Може ли да претираме и со тоа? Треба ли да внимаваме? Па видите, мислам дека сите води се хемиски испитани и дека не би се дозволило да некоја вода која што има хипернатремија да биде пуштена за конзумација. Имаме една широка маргина на натриум како екстраклеточен главен јон од 135 до 145 милимоли на литар и во тој контекст ние можеме да земеме сол која што ќе дојде до горна граница, можеме да земеме вода која што исто така ќе покачи солта, односно натриумот, пошто натриум хлорид е, нели, основно компонента за солта, али натриум е елементот, и во тој контекст може да имаме и употреба на такви води кои што се збогатени со минерали, ама сигурно нема да биде само натриум, ќе биде и калциум, ќе биде и магнезиум и така натаму. Како и да е, значи треба внимание секогаш со внесот на сол, па и на овие продукти кои што имаат повеќе натриум, но од друга страна кога им се припишуваат лекови диуретици на пациентите, а тие го изфрлаат натриумот, треба да се внимава да не дојде до хипонатремија. Како што споменавте. На тоа се внимава. Да пуштиме тука еден блок реклами. Почитувани, останете на Тилма, треба да разрешиме уште многу дилеми поврзани со здравјето на бубресите.
Продолжува денешната тема амбуланта, зборуваме за најчестите причини што доведуваат до оштетување на бубрезите. Дел се поврзани со нашите секојдневни навики. Професор доктор Гоце Спасовски, интернист нефролог од Универзитетската клиника за нефрологија, е нашиот денешен гостин и тој ги дава сите појаснувања поврзани со дилемите кои што се денеска предмет на разгледување. Ке одиме со следниот телоп кој што се однесува на полната бешика, ако не се лажам, односно полниот мочен меур. Професоре, многу од нас ја држат урината, и одрежајќи го поберам телопот, многу од нас ја држат урината и не одат во тоалет, особено доколку смета дека тоалетот не е чист. И така со часови. Дали непразнењето на мочниот меур може да создаде проблеми со бубрезите? Да, може. Два типа на проблеми може да се јават. Едниот тип е дека со полн мочен меур, без разлика што постојат валвули на влезните отвори во бешиката на уретерите, на каналчињата од бубрегот што спроведуваат урина до уровезиката, до бешиката. Кога има полн мочен меур, едноставно може да дојде до рефлукс, значи да се врати урината кон уретерите, односно кон бубрегот. Тоа е хидронефроза? Тоа е хидронефроза, меѓутоа на некој начин ретроградна, да се врати урината нагоре, проксимализација, а додека она вистинска хидронефроза, нели, кога ќе се заглади камче, подозгора што се ствара урината, не може да истече и тогаш имаме хидронефроза во бубрегот. Значи, едното е дека може да се направи рефлукс, а со рефлукс, ако има во мочниот меур некоја инфекција, може да дојде... Да се качи. Да, асцендентно качување на урина, односно урина инфекција. И втората работа која што е се што стои во поголем временски интервал и не се празни како што треба, исто така е подлога за развој на бактерии. Полесно, нели, вираат тие ако нема редовно празнење. Она што ние го бараме од пациентите е да пијат што повеќе течност, што поуредно уринирање, за да може, нели, да се одмиваат на некој начин и материите што треба да бидат детоксицирани, но исто така и да не дојде до инфекција. Тука, за жал, женскиот пол, кога сме зборали за инфекција, сме кажале, има пократка уретра и на некој начин се посклони кон уроинфекции, па и начинот на бришење, сме го кажале, дека не сме да биде одоздола нагоре од цревото спрема уретрата, туку треба да биде обратно надолу. Додека мажите имаат компонента на, евентуално, ако исто така имаат проблеми со загадување на односно несоодветна хигиена на самиот на полов орган и да тие можат да добијат на тој начин исто асцендирање на уринарна инфекција, која што за жал е многу почеста при подолго задржување на урината во уровезиката. Значи редовно да мокриме, така редовно празнење на мочниот меур. Еве уште една дилема која што делумно ја разјаснивте, е поврзана со кофеинот. Вели кофеинот може да доведе до проблеми. Јас најдов и едно истражување, еве според стандардите на клиниката Мејо, секој од нас може да испие 2 до 4 филџани кафе без да си направи проблем со бубрезите. Што тоа значи дека повеќе од тоа внесен кофеин прави проблем? А го има кофеинот на секаде, еве споменавте во газираните пијалоци, го има. Во газираните пијалоци, па некои чај. Не пиеме само кафе, да. Теофилин, кофеин и така натаму. Значи, ви реков она за longevity of life, за подолго преживување, 2-3 кафења на ден се благопријатни и даваат, значи, едно антиоксидативно, антистресно расположение кое што може да проузрокува подобар well-being, нели англичаните викаат, односно подобро чувство и желба за живот. Кафето персе е диуретик, вие тоа знаете, дека и тера на почесто мокрење, односно ако не зимате доволно количина на течност, може да направите деплеција, да ги намали количината, да ја намали во крвните садови, што исто така не е добро.
И второ, како и секоја друга материја, како и секој лек, во одредена количина тој лек е лек, во се што е над таа работа, тој може да биде и на некој начин токсичен. И затоа во животов најтешка состојба е да се направи добар баланс. Рамнотежа. Кога би можеле да го балансираме животот во секој поглед, почнувајќи од стресот, завршувајќи до тежината, до физичката активност, земањето течности, одење на свеж воздух и релаксација, секојаш би биле нели посрекни и со подобро здравје. За жал, денешниве прилики, социјални, професионални, па и енвајроментални, односно од околината, не се такви да можеме ние секојаш да ги уживаме овие размислувања како благодет кои што би ни дале нели подобро преживување, но што е тука е би требале да работиме доволно за да имаме убав живот, да имаме добро здравје, мора помалку и да вежбаме, да работиме физички, односно активност да имаме. Понатаму не секојаш е среќата да се најадеме со голема количина на месо, па и млеко и млечни производи, многу сувомеснати, многу сирење, јајца и така натаму, од зголемена количина на протеини, исто така бубрегот треба да ја... Тоа ни е следното. Зголемена количина протеини, да го видиме телопот, многу протеини велат може да биде проблем. И сега мала дигресија ќе направам тука. Протеинските диети, кето диетите, професоре, дават одлични резултати, многу ги држат. Нагло се губи килажа. Но велат внимавајте на бубрезите. Да, јас имам многу луѓе што дошле со проблем. Кето диета да, во одреден период, краток, и пропратено со многу голема количина на течност. Значи само во краток период и многу тече. Апсолутно. Ја држат со месеци? Ги држат со месеци, да, тие слабеат и потоа нагло повторно се ја враќаат килажата. Се што е абруптно, се што не е во некој сразмерен баланс, не може да држи како опција за квалитетен живот. Барем јас така од сите мои досегашни искуства со знанија можам да ви кажам. Затоа, да, јас не сум против таа кето диета, ви реков пак за краток временски период, меѓутоа мора да биде со многу голема количина на течност пропратена и да луѓето прават контроли редовни, затоа што вие знаете исто така лабораториски. На урина? Кетони смеат да имаат во урината? Кетони? Да. Кетони се значи продукти кои што највеќе се добиваат при кетоацидоза, значи при нерегулиран диабет, при шеќери голема количина. Ги топат шеќерите, ги топат мастите кога идат само на протеинска исхрана и тие се најлесно разградливи, први излегуваат како можност за енергетски баланс, односно за искористување. И затоа нели се кажува дека се топи полесно маста и така натаму. Како и да е, јас реков дека не сум за долготрајна употреба на тие работи и мора да биде секогаш пропратено со течност и мора да биде пропратено со редовни контроли, затоа што доаѓаат луѓе со големи проблеми, исто кои и билдерите, кога пијат по 20 јајца на ден за да морат да направат мускули. Поуште на тоа ќе додадат и малку кортикостероиди и тогаш е бомба. Прекрасно. Ќе набијат мускулатура, а друго се ќе направат лом. А што е со цвеклото? Спанаќот кој што содржи оксалати може да ни наштети на бубрегот? Не би требало да наштети ако се зема во нормална некоја количина. Значи и спанаќ треба да се јаде еднаш, два пати во неделата секако. И цвеклото треба да се конзумира нормално, затоа што е тоа и еден од битни продукти за железо, односно за можност за подобрување на крвната слика, антиоксидативен но својство има многу јако, така да мислам дека тоа е во ред. Ако се конзумира јаткасти плодови, како фстаци, бадеми, лешници, кикирики, ореви, ако се јаде многу салата, ако се јаде многу сирење, сето тоа бубрегот треба да го изработи. Јас мислам дека сум ви кажувал, ако имаме еден филџан кафе, ако ставиме една лажичка кафе ќе падне толку талак. Ако ставиме две ќе повеќе. Ако ставиме три ќе биде целото, само една голтка ќе биде течност, а сето останато ќе биде кафе. Ме разбирате? Значи сето тоа што ќе го внесеме мора да се абсорбира од цревата во крвта и од крвта за повторно да се направи хомеостаза во организмот, равнотежа,
баланс, ќе мора да излезе преку бубрегот. Ако имаме многу повеќе материи излезени преку бубрегот, автоматски имаме многу голема можност за едно хаотично движење на частичките, за слепување, за судирање едно со друго и повторно и во контекст тоа е и создавање на песоци, односно на камчиња. Еве и накратко 10-тиот елоп ќе го поберам од режија, бидејќи немаме време, за алкохолот знаеме дека создава проблеми, но што е со примањето контраст за време на одредени снимања? Може ли да ни ги оштети бубрезите само едно снимање со контраст, бидејќи за компјутерска томографија, за магнетна резонанца многу често се прима контраст? Да, тие се проблематични употреби при пациенти кои што имаат намалена бубрежна функција, и кои што не конзумираат доволна количина на течност. Ако тој контраст стои подолго време, значи не се исчистува брзо, така, а тоа е во двата случаи, реков, ако прво функцијата не е добра, па нема екскреција брза, и второ, ако не земате доволна количина на течност пред и потоа, нормално е дека ќе ги оштети бубрезите во смисол на оштетување на тубулите. Тие се најосетливи на токсични материи, на нокси и на крвозагуба кога имаме недостаток на кислород, меѓутоа од друга страна и на голема концентрација на одредени материи како што се овие контрастни. Колку течност треба дневно да внесеме? 2 литра оптимално? Еве јас и вие и колегата камерманот, тоа е 100 килограми, вие сте 50. Колку треба вие да примете, а колку он? Дали исто? Значи не е за сите исто? Не е за сите исто. Релативна е бројката, 4% од човечкото тело. Бидејќи знаеме дека 65-70% е течност во организмот. Сепак некои постојано со себе носат шишенца вода и се обидуваат да испијат 2-2,5 литра, пијат голтка по голтка. 4% на 50 кг е 2 литри, на 100 кг е 4 литри. Голтка по голтка е добро да се пие. Добро. Уопште не е лошо. Може да се прошират каналите во бубрегот доколку премногу течност занесуваме? Како да не, нема. Не. Да прашам. Добро, прашањето е умесно во ретија, затоа што претпоставам дека и најголем број од гледачите така размислуваат, меѓутоа да не се секираат, водата не може да му наштети на бубрегот. Добра. Едноставно повеќе ќе уринираат, ако пијат пример до 7, 8, 9, 10 навечер, ќе стануваат ноќе и тоа не е проблем. И мажи и жени, затоа што кога добро работат бубрезите, таа количина во дневно што сме го испиле, кој ќе легнете во една лежачка позиција, нормално повеќе обскрбен бубрегот со крв, многу поголема количина на крв струи низ него, и нормално е дека функцијата ќе биде побрза, појака и ќе има перманентно лачење на урина. И така да, ако не му пречи на пациентот, на соодветната личност, било како, да станува ноќе, нека пие и до 10, 11, 12. Меѓутоа, најубаво би било до 7-8 да се пие поголема количина, па до 10 да се измокри, за да може да имаме помирен сон. Така е. Ниско минерална вода да одбереме или не е важно? Бидејќи скопската вода е доста тврда. Така е, има малку повеќе калциум, ама јас не преферирам некоја од водите ниско или високо минерална, зависно на вкус како ви годи, зависно на која вода сте навикнати. Ако сме склонни кон формирање камчиња, тогаш треба да би требало да има не пониско минерална вода, така е. Само во тој контекст се слагам дека тоа. Некои што нема таков проблем, слободно може да пијат течност вода. Течност е и јогурт, течност е и млеко, течност е и вино. Пиво, па што да ви кажам, тоа е најдобар диуретик, пивото за бубрезите? Едно пиво денот е кој ништо, ако имате уроинфекција, 2. Ви благодарам за советот, професоре. Ви благодарам што дојдовте во студиото на Телма, што одвоивте простор да ни појасните што се може да влие на функцијата на бубрезите. Беше од корист. Благодарам и вам и имајте убав ден. Почитувани, тука закружуваме денешната Телма амбуланта. Се гледаме секој работен ден во 12:45. Значи, доколку имате проблем со бубрезите и уринарни инфекции, слободно едно пивце не е на одмет. До гледање.